Почитувани мои, добар ден, време за вашата омилена црвена линија. Денеска ве ставам и пред еден предизвик, а верувам ќе имате можности начин да изберете можеби не само еден, туку и повеќе настани за кои што ќе сакате да проговорите со нас. А зошто го велам тоа? Затоа што денешната тема гласи вака. Кој е вашиот избор за настан на неделата? Пред да продолжам, еве, само да погледнете како изгледа нашиот избор во црвена линија. А она за што сакаме да проговориме со вас, што ќе изберете? Дали тоа што Петков и Слави раскина, Стефчо му даде корпа на Мицко, Шакира го остави Пике, а Таче доби приодна оценка, двојче стаклени нозе на анкетата од МЦМС, односно Македонски центар за меѓународна соработка. Сега ќе ме видите и мене. Јас секако не сум настана на делата, но сум тука за да ве слушнам што ќе издвоите и зашто најмногу ќе сакате да проговорите денес. И само ќе ве потсетам дека се започна со ламбе. Веднаш одиме со првиот гледач во црвена линија. Добар ден. Да, добар ден. Вие сте во црвена линија и еве сега ќе побарам сликата да се појави, а вие да издвоите кој настан за вас е одбележа оваа недела. Дали тоа што Петков и Слави раскина, што Стефчо му влепи корпа на Мицко, Белата палата е конфискувана, на анкетата на МЦСМ Тача доби приодна оценка, Шакира го остави Пике, а се започна со ламбе. Искрено да ви кажам, за мене е голем резултат на судот на Република Северна Македонија, што донесе званична одлука да ги осуди од Талир 2 и да е конфискува Белата палата и они над 400 штабови што се наоѓаат во Македонија, затоа што тие пари кој што е правена таа Бела палата не е правена од собствени лични пари на Никола Груевски, тоа се пари ваши и мои пари, тоа се пари на државата. Затоа јас судот го пофалувам на некој начин дека почнува работите да ги исфрла на површина и за тие кои што има ова кривични дела направени да си го заслужат она пошто заслужиле по кривичниот закон на Република Македонија. Затоа јас многу реално и ревностно ќе го кажам сето тоа, секој во Република Македонија кој ќе се огреши треба да се одговара по словото на законот и нема тука попуштање ни дали бил Ковачевски, дали бил некој друг или сите оние кои одговара, кои прават кривични дела на штета на граѓаните на Република Македонија и на штета на буџетот на Република Македонија, тоа се исправни работи кои што државата мора да се престрои и да одиме кон европските закони за да ги застапуваме ни како би се тремеле таму да одиме, затоа што ние сме во Европа, не сме во Тунгузија и затоа јас би го поздравил ова судот што го направи и подхитно тие објекти да се одземат и да се стават на лицитација, тие пари да влезат во буџетот на државата. Ви благодарам многу. Ви благодарам и вам, јавуваја дека веќе имаме нов гледач и пред нормално да започне вашето излагање, повторно ќе ја побарам сликата, за да ве потсетам што нудиме ние, кој настан ќе го издвоите вие. Дали тоа што Петков и Слави раскина, дали тоа што Стефчо му влепи корпа на Мицко, на анкетата на МЦСМ Тача доби приодна оценка доволен 2. Шакира дури го остави Пике по 12 години, а драги мои, знаете и самите се започна со ламбе. Ајде да слушаме што ќе ни каже нашиот денешен гледач. Добар ден. Добар ден. Еве, кој настан ќе го издвоите? Поздрав до вас и голем поздрав и до вас. Само има многу настани, сепак последното, односно првото фактички, вие последно сте оставиле, се започна со ламбе. Не би рекол дека се започна со ламбе. Се започна со отварањето на тој несреќен клуб, со најблагоречено несреќен клуб, Ванчо Михајлов, не сакам името да му спомнам, ама ете морам, така го нарекоа, во Битола. Од тука започна. Од понизноста на нашите поднаводници, што се на власт, што дозволија да се отвори тоа несреќно зло во Македонија, во Битола. Да се отвори фактички Пандорина кутија. Многу е
актуелната Пандорина кутија на медиумиве овие денови и наназад се збори за некои преспански, за некои софиски, не знам какви договори, Пандорини кутии, ова она. Пандорина кутија е битула отварањето на клубот. И секоја му чест на Ламбе, нека издржи, ја има целата поддршка од целиот македонски прогресивен народ. Народот стои зад него. А ова, дал ке го осудат или не, овие наши водсодржци, судии, да иш галја си нема. Поздрав до сите вас, пријатно. Поздрав, благодарам што се вклучивте во Црвена линија и секако останете да слушнете кој настан ќе го издават нашите гледачи. Веднаш преминуваме на нов гледач. Добар ден од мене. Дали се слушаме? Црвена линија. Добар ден. Покажи ги тоа логото. Сега веднаш ќе ви покажаме. Еве како изгледа нашиот избор, па еве вие кој настан ќе го издвоите? Така. Јас сум еден од тие бабоци. Мицкоски, ти кажа, немој да имаш работа со Стефче. Стефче не е ни македонец, не е ни БМР-ец, не е ништо. Него од претходната влада он обеќал нешто, треба да направи тамо Карпош, Судеричани, не знам каде, и ова треба и утре да го прифатиме. Слушай ти кажем, ја една работа тебе, господице. Губајте тебите, зато не поќам страна. Утре да има избори, заутре, да добие ВМРО. Стефче, Любче, Любе, Петко, не смеат да постојат во ова наша македонска приказна. Знаеш како, од сега од ден, плачкате што можете, ово, она, и бегајте од Македонија. Значи, у септември, октомври, кој ќе даде ВМРО, кого ќе? Прво треба, знаеш колку? Адвокатурата и системот и цел треба, што го откаска оваа Македонија, треба да ги тури на суд. Кој ќе тури на суд? Треба ние да направиме кадар, а тамо од некого ќе биде мајка му, татко му, баба му, дедо му. Да ти некој, многу внимателно, затоа овака играат мајтап со нас. Ти благодарам што ме слушаш. Ви благодарам, го цениме вашето мислење и секако вклучување во Црвена линија, ама еве овој гледач ме потсети да отворам кошничката на Твитер коментари и нормално да го истакнам коментарот на Иш, кој што вели: не да ликувам, ама цела држава ги предупреди да не си играат со Стефчо. Ние секако она што ни е најважно да слушнеме кој настан ќе го издвои нашиот следен гледач. Велам добар ден од Црвена линија, секој е добро. Здраво. Здраво, супер, ве слушам. Еве сега ќе покажеме сликата и за вас. Добро, да почнам со коментари. Значи вака, ова со Стефче стварно ми изненади, се изнасмеа пред што го гледав на една телевизија, која кажуваше дека дури требало да ги избоксира некој тамо. Сори, не, Мицкота требало да го избоксира, ама едва се воздржал, али многу тешко му паднало кога му ги ршнале граѓаните. Ази, дава изјава дека од кога му ги ршнале на Стефчета граѓаните, тука многу се изнервирал и тука пукнала тиквата. Смешно ми делува, му е гајле него за граѓаните, ама око не му трепне. Значи, толку за Стефчета, а што се однесува за мој настан, да речеме вчерашниот настан, кај што бев присуствував на тој настан. Значи, во Битола се протестираше за лампета. Се извини, вака грми надвор кај мене, па отворени прозори, врати, па се слуша музика. И кај нас и јас слушам и грмотевици и дождови. Да, ама нека, немам гале, навикнат сум да продолжам за протестите што беа. Значи беа протестите пред судот у Битола и пред затворот у Битола. Имаше баги народ, не знам дали на ваши вестни се пуштиле да снимки. Значи имаше преку 4000 присутни најмалку. Значи разговарав со еден новинар и он рече, вика, има баги, вика, валда вие, така треба и ние се боревме за дечкото од Битола. Поздрав пријатно. Голем поздрав и пред се благодарам што се вклучивте во Црвена линија.
Значи, она што очекуваме од вас е секако да го издвоите настанот на недела. Оваа недела предложивме повеќе настани. Па ајде да слушнеме што ќе издвои нашиот следен гледач. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Секако вие сте на линија, само да ви покажеме еве како изгледа нашата листа на настани, а вие што ќе издвоите? Благодарам, повака. Моето размислување стенето околу овој најтаде што може да биде е настанот со ВМРО, каде што им се постави конфискација на имотот. Ја мислам да треба они да бидат свесни дека тој имот не е лична собственост, не е тоа лично богатство. Тие која индустрија што имаат во производство па да можат да остварат толку голем приход, значи и да можат толку пари да издвојат и да направат толкава палата. За да се направи таа палата, значи треба некој да работи и да заработи. Тие се партија која што живее од станарина во тоа време, живееше на грбот на граѓаните, да речам, и за мене е нелогично некој да рече дека тоа се наши пари, наши средства, и со тие средства ние сме ја направиле таа палата. И за мене оправдано е што нешто што не си го заработил со честен труд, значи и на честен начин, и треба тоа истото да го вратиш назад на сопствениот народ, затоа што граѓаните давале, а некој тоа го злоупотребувал, како што купувал и плацови наводно и други работи, значи дури и сите помошни простори кои се... Благодарам и вам што искористивте можност да се вклучите и да ги искористите вашите 90 минути, а овој пат во црвена линија, оно што бараме од вас е да го издвоите вашиот најнастан за оваа недела. Меѓу другото, дрижија, ќе побарам, ова е извадено од социјалните мрежи, фотографија од протестите кои што се одржаа денеска во Битола, а за тоа говореше, се разбира, нашиот претходен гледач. Сега во продолжение, секако ќе на 023076677 вклучуваме нов гледач. Ќе покажеме и фотографијата. Добар ден. Добар ден. Јас одлично ве слушам. Сега само да покажеме и вам, да ви покажеме и вам, а и на гледачите, еве како изгледа листата за изборот за настан на неделата. Зашто се одлучивте вие? Вака. Пред се да ве поздравам, убава водителке. Благодарам на многу. На овој дошлив ден, меѓутоа убав ден нека не биде. Така и јас се сложувам. Јас би поразговарал на два настана овде. Слободно. Борец. Петков и Слави Трифилнов раскина. Па тие не беа веројатно да не се израза мајде. Знаеш што, и он слаканица, Петков мудри слаканица на Слави. Петков е победник, дојде да пружи рака на Македонија и да попушти, да го трне ветото, и јас сум оптимист дека ние ќе добиеме зелено светло од страна на Бугарија и ќе бидеме во рамката на ЕУ. Меѓутоа, до комисијата која што ќе работи, се додека они прво да подпишат во рамката на ЕУ, па после ние да ги отвориме тие наши подглавја кои ги бараат. Зашто бугарите знаат да лажат и пак да не излажат. Искуството ми е, што се однесуваш Стефчо му влепи корпа на Мицкоски, па ќе му влепи затоа што сасвим други типови се. И едниот е професор, а другиот е каратист, така да Стефче е бизнисмен со искуство све, а овој си е професор. Од татко го наследил тој. Благодарам, цениме што се вклучивте во црвена линија, продолжете да не следите. Сега малку ќе покажеме што издвоивме ние од Твитер заедницата кога сме на тема настан за моментот каде што нели Белата палата е конфискувана. А еве Маче како коментираше на Твитер. Вели, Белата палата ќе остане на ВМРО, можете да си молите до задутре ако сакате. Памтете ми го зборот. А оно што е интересно дека 2 терабајти
Всушност вели Белата палата да се направи студентски дом. Теписи, плочки, лустери да се продадат и да се обезбеди храна за студентите. Еве, се даваат идејни решенија од твитерџиите, да слушнеме, може би ви имате некое поинакво идејно решение. Добар ден! Ето. Убаво ве Добар слушам. ден, ај. Секој е добро, сега ќе покажеме и сликата со настан и изборот кој ќе биде. За кој настан се одлучивте да зборувате? Јас сакам на телевизор да видам кој е богат, кој е сенуар. Ваш телевизија ја гледам. Ајде. Тоа би било се? Ау! Да, ве слушам. Зашто? Знаеш што, јас таа видех, неќе ја намалил телевизор на цел. Гледам и видам. Јас сум 67 години. Ама нема да вие един човек паметен да каже как и дека. Ламе, трет, четврт. Ние сме скинна, јас сум од Струмичко сел. Работел 40 години, на 5 години изгаснано и не може на кој да каже. Оди звах 10.500 пензија. Фармата на Цветанка, со нек зна, на Цветанка фармата и на Заев, работех 30 години съм работел там. 5 години не представим, на 25 години. И што да бях 10.600. Дали има таа држава? Јас сега 2 години ја ќе направим пензија кад сум вземал. 10 години донбек, ми избрка. Благодарам. Дали верувате, не верувате, што да 90 секунди е времето, внимавајте на тајмерот. Иако гледачот зборуваше малку вон темата, секако чести задоволство ни беше да го изслушаме, бидејќи некогаш луѓето се јавуваат и зборуваат за својата мака. А она за што навистина сакаме да зборуваме е настаните кои што ги издвоивме и сметаме дека ја одбележаа оваа недела, па еве да слушнеме новиот гледач, што за него ќе биде број 1. Добар ден! Добар ден! Секој добро и вам, сега ќе покажем и фотографијата. Слушаме? Да, одлично ве слушаме. Така. Видете, за Белата палата, овие што критикуваат не можат ни збор да кажат. Палатата е тука, фала Богу, може да се искористи за било што. Еве зашто би било убаво да се искористи? Од буџетот не се парите земени. Тоа е донација. Како е направена? Што правиме скалата од 700.000 на 1.700.000 евра. Кај се тие пари здрпани? Кај се 12 милиони евра што е продадал зградата Шилего? Кај ги претури тие пари? Потом нигде ги нема. А зградата е тука. Кој дал пари, дал не направиме. Што е проблемот? Не е украдена зградата, а за скала на 700, а 1.700.000 дал Шилего. 800.000 евра кај се? По кој ќе се ставени? Тоа треба да се отвори, малце. Овие не знаат сега за шамотени што изгубија и не знаат кај да ти вадат од торба гуци. Страмото е ова што го прават. Рамилукот ќе се излези тој намегдан денеска или утре. Ова е катастрофа. Не може да пребола што ги изгуби општините, не може Рамилукот да го настават и горат сега. Имам уште ли од времето. Имате уште 11 секунди. Малце тоа сакам почи да зборувам, ама тоа е тоа. Пријатно и убав ден имате. Пријатно, секако и јас ви посакувам убав ден, а еве кога веќе зборуваме за конфискацијата на Белата палата, Жане од Кадрово вели вака на Твитер: тие батериите од далинската ги има испокрадено од влада кога се заминуваат, а за Белата палата ич не очекувам да остават нешто. А Џорџ Вашингтон вели: за кој датум е планирана аукцијата на ова уметничко дело? А она што е најважно дека на 023076677 очекуваме да слушнеме кој настан според овој гледач е број 1 настан за оваа недела. Добар ден! Добар ден! Убаво ве слушам, секој е добро. Сега ќе покажеме и листата на настани од црвена линија. Па еве,
Што би издвоиле за оваа недела? Може би Шакира што го остави Пике? За Ламбе не треба само... Се слушаме? Да, ве слушам, продолжете. За Ламбе не треба само Битола да се стане. За Ламбе треба цела Македонија да оде таму у Битола. И тоа да се договори таму што е почнато да се говори. Да се заврши со него. Тоа е мафијашка работа од два влада. А за Белата палата, Груевски покраде се и избега, Вијапа и покраде и продаде се на Македонија. Заедно. Тие покраде, вие и покраде и продаде. Се направија. Значи, двете влади катастрофа направија со Македонија. Не унистија на нула. Со 10,5 пензија не оставија, да не можеме лепши купме. А они само џеповите и панат, само Арамилук. Кој да го рече дека е добар? Груевски да се врате? Зашто ти е? Зашто ти е? Да не направи многу убаво? Таа Белата палата пари, чистија пари, да не се од татко му да ни донесе Груевски. Тие сите се однас од народот украдени. Заев што направи? Се изработи, само убаво не направи ништо на Македонија. Воа не знае човек што да каже више за Македонија наша, жална Македонија. А упропастија златна држава, богата држава, а направија нула да нема луѓето катастрофа, да нема ред да си купат. Боа е ненормално нешто. Нема повеќе што да кажам, боа е катастрофа. Фала многу и пријатно. Благодарам и вам што се вклучивте во Црвена линија. Дали имаме нов гледач? Одлично, ми јавуваат дека да, па ајде да слушаме што ќе издвои како настан следниот гледач. Добар ден. Да, добар ден, убав ден. Најубав ден ви посакувам и вам. Ајде да видиме според вас кој беше најнастан. Што ќе издвоите? Гиновски на телефон. Сите други настани, сем поздрав за Ламбе, нашиот најмил, и да поклон сите симпатични граѓани на Република Македонија да дадат себе, ако треба и финансиски. Прво, да се одбине тој што дозволи да се отвори таа куќа на фашисти, потоа да се суди. Јас го поздравувам и уште еднаш ги замолувам граѓаните да излезат на масовни протести од сите градови и поддршката се видека. И во пари, и во душевна, психичка и замислете неговите родители какви се сега, што они доживуваат. Детето е херој на Република Македонија. Целосна поддршка, уште еднаш ќе кажам и ќе повторам, да се обвини прво тој што дозволи да се отвори тај клуб на фашизм. Благодарам и вам за вклучувањето во Црвена линија. Јас ве задоволствувам и да ве потсетам дека на tilma.com.mk можете да се информирате за се и секако да прочитате многу повеќе за оној настан кој што треба вечерва да се случи во 20 часот и 45 минути. Тоа е нашата фудбалска репрезентација која што на домашен терен ќе игра со репрезентацијата на Грузија. Па еве ќе искористам да прашам и каков резултат прогнозира нашиот следен гледач. Добар ден. Дали се слушаме? Црвена линија. Ало. Добар ден. Добар ден, се слушаме. Одлично, штом се слушаме, сега ќе покажеме она што треба вие да го видите, а еве вие што би издвоиле од оваа листа на настани за оваа недела? Ало. Јас ве слушам, еве што би издвоиле како настан на неделата? Слушај, за која Бела палата се збори? Ајде ќе повторам, значи она за што прашуваме. Чекај, двајца збориме, чекај. Ајде, чекам. Двајца збориме. Ало. Ајде сега да се обидеме. Почнете, кажете, кој настан? Продолжете си. За која Бела палата зборите? Намалете го телевизорот на 0. Тоа значи ТВ приемникот нека биде тотално без глас, а слушајте ме и зборувајте преку слушалка. Подобро да се слушнеме.
Дали го имаме се уште гледачот на 0230766777. Добро, ке се обиде повторно, веднаш одиме со следен гледач. Добар ден од Црвена линија. Добар ден. Грубови, дождови, но имаме и настан за кој што ќе зборувате вие. А тој настан е... Јас ќе зборувам за настанот со ламбе. Добро. Можам да кажам следното. Кој го запали влезот на центарот на Михајлов? Јас сигурен сум дека ламбе не е. А знам дека го запали омразата на народот што ја направи Бугарија према Македонија. Што мајка барат Бугарија да се мешат во внатрешните работи на Република Македонија? Кој му се меша таму кај тие, да не си изразам недобро, кој му се меша? Ај нека не остават на мира. Па не е 41 година бе сега да дојде. Тие би сакале агресори да само не можат. Не можат, касно е, ние сме под НАТО. Иначе, тие се фашистички, со фашистички дух, уште фашизмот е жив кај ними. А да ви кажам и друго, тој што го запали центарот да му се позлатат рацете и Господ здрави да му дајте. Ова е Македонија, бе. Не е ова друга држава. Што сакаме ке правиме тука. Тоа е наша земја. Хвала, многу пријатно. Благодарам и вам за вклучувањето во Црвена линија. Сега повторно ќе се префрлиме малку на Твитер, бидејќи нашиот гледач зборуваше за почетокот, односно зачетокот со ламбе на настаните Овани Делабаба. Рок на Твитер коментираше вака. Благодарам Ламбе Алабаковски. Ова е ретвит на објавата на Мите Најдов, бугарската министерка за надворешни работи, Теодора Генчовска, поднесе оставка. Ајде да слушаме што ќе каже нашиот следен гледач. Добар ден. Дали се слушаме? Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Ако може малку погласно, а ние веднаш ќе ја покажеме листата на настани, па... Да, јас слабо ве многу слушам. Еве, кој настан ќе го изберете? Па, јас би за пример честитke за Ламбе. Еве сега ќе кажам зашто го поддржувам Ламбе. Пред некоја година беше запален Омо Илинден. Ме слушате? Да, продолжете. Омо Илинден во македонски клуб во Бугарија. Нашиот министер нека и праша во Бугарија кој беше сторител на Омо Илинден што го запали канцеларијата. Значи, ние одмah се да се пофалиме, го фатихме Ламбе. Значи, честити за нашата влада, за нашиот министер Спасо што се пофали. А за Белата палата ви кажам, најпаметно ќе биде да ја дадеме на бугарите. Сега ќе ви кажам зошто. Сега слушав денес на медиумите дека има договор меѓу македонската влада и Бугарија да се отвори во Свети Николе факултет. Може би вие сте информирани. Кој се вика Свети Кирил и Методија. Значи, исто како нашиот факултет во Скопје. Значи, нека се даде Белата палата, нека се даде на Бугарија, може би ќе отвори некој факултет и таму. Бидејќи виќе ние македонско немаме, ние си ја поддржуваме Бугарија, ние си ја сакаме Бугарија. Значи, на нас Ламбе не ни треба, на нас ни треба само некој од надвор, што ќе ни кажат на нас ние тоа да прифатиме. Значи, нема во Свети Николе македонци да се направи факултет, значи треба бугари да ни градат факултет. Значи, Белата палата за нас не ни треба, значи том ќе одиме, значи ова не е македонска, ова партија не е македонска, да се дадат на бугарите. Тие што сакат нека рководат, а земјоделците нека чекат. Цениме тоа што искористивте можноста да се вклучите во Црвена линија. Сега преминуваме на уште еден пост од Твитер, коментар. Баумейстер вели вака: сакате да се кладиме дека Белата палата, конфискувана од ВМРО, ќе служи за да се уседнат на некое новокреирано тело на власта, тоест ДУИ. А оно што е најважно, не имаме гледач. Ајде да видиме листата и за следниот гледач, да видиме каков избор ќе направи. Добар ден. Ало. Добар ден, одлично ве слушам, секој добро и вам. И сега да видиме и листата на настани, па и ве што одлучивте во ова врнежливо попладне. Кој настан ви одбележа недалава?
Ало, јас сум? Да, вие сте, ве слушаме. Вака, настанот со ламбе. Настанот со ламбе. Да. Добро. Ова многу ме налути изјавата на председателот која кажа вандалски чин. Позицијата и опозицијата, како централна и локална власт, дозволија да се отвори таков клуб со име на крвник на Македонија. И после дојде бугарска делегација од високо ниво овде да ни држи предавања, да не провоцира, провокација да врши. А вие, новинарите, не знам дали и вашата беше тамо, наседнавте на нивното и отидовте тамо интервју да барате од нив, наместо да ги игнорирате. И капак на све дојде изјавата на председателот. Господа, пред 119 години се случија солунските атентатори. Цел свет чуза Македонија. Сега ламбе е гемиџија на 21. век. Ова не е револт само кон клубот кој го носи тоа име. Ова е револт кон неспособноста на власта, локална и централна, да му стаеше крај на ова, да го затвореше клубот. За мене ламбе не е... Оно што е најважно дека искористивте можноста, благодарам што во овие 90 секунди го кажавте вашиот настан на неделата. Ајде да слушаме што следно ќе издвои следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Убаво ве слушам, секој добро. Убаво ве слушам и вас. Телма. Поздрав за Телма и за Македонија. Не прифаќаме Северна Македонија. Не сме ние предавници, профитери. Нас ламбе треба да се ослободе, приведејќи печна Македонија, приведејќи има да речеме и неговиот дедо е потенал од бугарите, значи за тоа има оправдание. У своја држава, да ти некој досторник стават, шоплал, убивал наши македонци, тоа е Иван. Ние имаме еден филм како Иван Грози, тоа е тој. Ванчо Михайловски. Тој е бугарски платеник, ако и требало да нема прога, требало да си го со златни думи прослава да си го става таму во Бугарија. Споменик, 7 му направи, не у Македонија. Ајде да го ставим и хитар, било кој од нив. Шо ме заслужа, нека си го стават. Тоа е, значи, треба покитно да се слобода човекот за тоа што МП, че има, речеме, да речеме, пошо по причини. И друго, сакам да речем исто, за тоа што е ова Скопјето увидување нагло 100%, увидувате, а нема никакви живот, народно сумај се излезе и Внимавајте на тајмерот, 90 секунди е времето за секој гледач. 90 секунди е така за да ви има во голем број. Денес ве има, а немаме и голема листа на настани за оваа недела. Да видиме што ќе издвои нашиот следен гледач. Ајде да ја покажеме малку и фотографијата така. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Дали е намален тонот на ТВ приемникот? Дали зборуваме преку слушалка? Добар ден. Еве ќе се обидам уште еднаш, последна шанса, има малку фонија, значи имаме некој на линија. Добар ден. Добро, што ме така да не биде постојано да велам добар ден, ќе речам здраво за следниот гледач. Дали се слушаме? Добар ден, ја ве слушам. Одлично, секој е добро и вам. Еве листата на настани, па да слушнам што ќе издвоите вие. Така. Искрено не сум запознаен многу со настаните и малку ми е симптоматично самото наслов се започна со ламбе. Така, ламбе на 7 јуни утрината рано наутро сабота ја запали вратата на културниот центар во Битола, Ванчо Михайловски. Од прилика слушам, не, сакам палто да кажам за можеби, не знам, некоректниот однос кон настаните,
Например, на анкетата на Таче добил преноцена 2, можеше да стои наместо тоа да стои на Оливер Спасовски изјавата, што беше крајно некоректна, каде што за Ламбе инициираше или бараше од судот притвор. И, например, ова се започна со Ламбе да било по-конкретно, зашто можеле многу работи да започна со Ламбе, ама свесни сме сите дека тоа што со Ламбе започна е можеби на некој начин револуција. Зошто? Зашто Ламбе го направи сите она што го мислеме. И така да мислам дека самиот ваш пристап треба да биде малку покоректен, за да можат и народот да бидат по-конкретни кон нештата. Секоја чест за Шакира и Пике составили не составиле помалку битно, беше посветена на она што вистински треба да се третира, мислам дека треба да се третира пред се од ваша страна. Ние имаме понекога шанса, ама таа мислам дека минимална, каде што можеме да кажеме нешто, затоа јас апелирам, пошто е јасно. Оно што е најважно, ке посетам вчера зборувавме за настанот нормално Ламбе и подпалувањето на вратата на центарот, Ванчо Михајлово Битола. Цела емисија беше за тоа, а сега е времето за реклами, па се враќаме во Црвена линија повторно со вас. Повторно сте со Црвена линија, виднаш преминуваме на вклучување на гледач. Велам добар ден. Добар ден, Македонија. Добар ден, секој е добро. Ајде сега да покажеме листата на настани, вие да издвоите за кој настан ќе говорите. Јас сум во програма? Да, вие сте во програма. Јас сум секогаш за наши македонски херои, за наши македонски борци, за наши македонски великани. Во тие великани е и нашиот великан Ламбе, кој застана во одбрана на мајка Македонија. Ламбе е достојно херојски застана да брани Македонско и Македонија, запали бугарски учестак фашистички во Битола. Така и во Прилеп наши македонски херои великани нападнаја бугарски фашистички учестак. Само предавници од СДС го напаѓаат великанот и херојот Ламбе, а го бранат убиецот, фашистот Ванчо Михајлов. До вчера беа србомани, вартикапи, титови марионети, а сега станеа бугарски марионети, грчки марионети, антимакедонски марионети. Во време на СФРЈ го клеветеа великанот Ченто, великанот Павел Шатев и другите великани, кои беа чисти македонски борци, честни, скромни, достојни, не беа буржуи, црвени буржуи како Тито. И клеветеа нив дека се наводно бугарофили, но тие беа честни македонски борци. Сега во независна Македонија по 30 години СДС-овци ве со Заев на чело, същи бугари станаја, същи бугарофили станаја, същи гркомани предавници станаја, а рам и срам да ви е. Благодарам што се вклучивте во Црвена линија. А сега на ред да остапиме место за последниот гледач за денес. Добар ден. Добар ден. Одлично ве слушам, секој е добро. Јас се надевам и веќе може да покажеме листата на настани за оваа недела, вие ќе говорите за кој? Јас се определувам за Христина Голера. За кој настан? За Христина Голера. А мислите на Шакира, бидејќи Кристина немаме. Шакира, Кристина Агилера е пејачка, Шакира исто е пејачка, но го остави Пике. Што ги кажете? Зошто го остави? Па не сум баш сигурен, така го остави, Така го напушти многу брзо. Па не сум запознан доволно со овие... Не сум запознан доволно. Шпанските медиуми рекоа дека Пике е фатен на дело, разговорно кажано, односно направил прилюба на која што директен сведок била неговата сопруга Шакира. Така. Па не знам зашто тоа го стори. И како велат, пуј Пике не важи. Значи тоа ќе го издвоите како настан. А од нашава држава што ќе издвоиме, еве? Ете, не се исклучи гледачот, тоа беше и последниот гледач за денес. Сума сумарум да погледнеме и фотографијата за да знаеме точно дека настанот за кој што најмногу се говореше и го издвоја нашите гледачи во Црвена линија е настанот, односно
го нарековме, се започна со Ламбе. Тој е настанот кога на 7 јуни Ламбе Алабаковски ја отпали влезната партија, односно вратата од културниот центар Ванчо Михајлов во Битола. Ве препуштам на програмата на Телма телевизија, секако информирајте се на telma.com.mk и се знае и да врне и да грми. Телма телевизија е тука со одлични филмови и одлична програма. Останете со нас. Довидување.